поддржувам луѓе што се обидуваме да направиме нешто поразлично надвор од условно кажано заробеништвото на националните медиуми. Значи има безброј, јас и ти се запознавме како што каже едно подкаст шоу. И уште стојам на тоа дека има многу подобри луѓе што заслужуваат да се на јавната сцена, без разлика како и да е, на кој начин. Ги спомнав тогаш, почнувајќи од Бојан, од Ранко Рангелов, од сите каде што како да се подзаборава таквото нешто, како да се подзаборава добрата музика. Да не е наша кривица, мајве и наша е донекаде, дозволитме децата да ни уживаат со кичеви, со глупости што немаат врска. Сите бивши југословенски републики си створија една сцена, значи на добри сведувачи, пуштија и помладите да дојдат до израз. Ја не викам дека јас сум најдобар, далеко од тоа, треба да си само бендисан да каже дека си најдобар. Солзи смеа се топ, Тино Јатана се топ, значи се е нешто или кроз призма на политика, кроз призма на интерес, а еднаш не се здруживме да се обединиме сите заедно и да оставиме некаква трага за идните генерации, како у наводници се калеше челикот во медиумскиот простор, во музиката, во стендапот, во хуморот, во филмот, во театарот. И идејата ми е прекрасна и затоа ве поддржам 200%. Значи дека конечно треба да се освестиме и да ги тргнеме своите ега на страна, да не кажам и само бендисаноста, почнувајќи од сам себе, ќе бидам и тука самокритичен. Да направиме еден простор каде што на човек ќе му биде мило да влезе, да прочита, да слушне, да види како било пред 30 години, пред 25 години, како се стварала музиката, затоа што пак ќе кажам одредена шака јада го зазема медиумскиот простор, секоја час да исклучоци и не дозволуваат ништо ново да дојде до израз, затоа зашто не си му по кејф на уредникот, затоа зашто не си у наводници може партиски окей или на комшијата не си му се допаѓал, па он е близок со овој, сега ти не можеш таму да идеш. Значи, дојдат до израз некои луѓе што не ми се допаѓаат реално,